Шаховскиот клуб Кочани од неодамна ги обнови своите активности, откако паузираше околу една година поради принудата да ги напушти просториите што ги користеше во блокот А на трговскиот центар. Услови за продолжување со работа се создадени по добивањето нова просторија што се наоѓа на улицата Браке Ставреви кај градскиот плоштад, во зградата во која се сместени и подрачните единици на Министерството за образование и за труд и социјална политика. Со тоа надмината е заканата од згаснување на еден од клубовите во Кочани кои имат долга традиција и успеси на домашните меѓународни надпреварувања, иако се очекувало дека преселбата во новите простории ќе се одвива побрзо. Ни требаше малку време да адаптираме одредени работи, меѓутоа сега се е во ред и овие денови шаховскиот клуб работи. Членовите на клубот се задоволни, имаме едно катче кај што се собираме и ги одигруваме партиите. Сега планирам во иднина да секој месец одржуваме по еден турнир шаховски. Тоа би било градски, општински? Да, така да мислам дека ќе имаме активност доволно. Мило Сиев вели дека засега клубот има обезбедено средства за организирање на турнирите и за наградите за најдобрите учесници. Освен тоа, има можности и за учество на пионерското државно првенство, со што шаховскиот клуб се враќа на поранешната динамика на работа. Во план е и подмладување на членството преку организирање обука за најмладите шахисти. Секоја сабота и недела во 12 часот ќе одржувам пионерската школа, така да сите заинтересирани пионери во општината и пошироко кои сакат можат да доаѓат секоја недела и сабота од 12 до 14 часот и овде ќе работи пионерската шаховска школа. Нема никакво плаќање, се е бесплатно, така да сите деца што одредени деца веќе доаѓаат овде, јас им држам часови, сите деца можат бесплатно да дојдат и овде да ги почнат, мислам, почетоците на шаховската игра. Шаховскиот клуб во новите простории работи секој ден во периодот од 18 до 23 часот, а во моментот во него најактивни и редовни се 20 на членови. Според председателот на клубот, останува уште известно естетско и функционално прилагодување на просторот, со што на сите љубители на шахот ќе им се овозможат пристојни услови за работа.